објаснив еднаш, ама ќе се повторувам во интерес на вистината уште колку пати да биде потребно. Значи проектот не стоел во ФИОК, туку беше предмет за заедничка соработка со пограничната општина од Република Косово, која што административно заедно со нашава општина требаше да аплицира за грант и луѓево, не сакав да квалификувам, ама мора да дообјаснам, не толку добро ги завршиле административните работи и заради тоа не го добивме тој грант за да го реализираме кеот. Сега вака да се објаснам и конечно да ја пукнам таа тема, вие што направивте, оние што направиве, вака ќе ви кажам. 2016 година имаше парламентарни избори. Тогаш идевте со тезата што направивте. Изгубивте на тие избори, тесен пораз, ама ги загубивте. 2017 година победивте на локалните избори со таа теза. Еве, овие ништо не направија, ние ќе направиме. Господјо Марковска, од тогаш имаше 3 изборни круга и 2 соочувања, кои што ги загубивте. Тоа значи дека веќе не врви тезата, овие ништо не направија, ние ќе направиме. Ама поминаа 3 години. 3 години и локална и централна власт, а вие имате избори на 2 соочувања и 3 круга со неколку и една разлика. И тоа треба да ви значи нешто, дека не работава како што треба и негде треба да се поправите. Вака кажавте. Дека не сме го ставиле во буџетите и програмите додека сме биле на власт. Добро, да речеме дека е така како што велите вие. Од 2017 до 2020, зошто вие не го ставите? Еве сте можеле. Ја не сум бил пратеник, Владо Мисајловски не бил пратеник, ние делувавме од опозиција. Зошто не сте го ставиле вие во овие 3 години? Понатаму, велите 2018 година била подпишана заедничка изјава. Чинам така беше, исправете ме ако грешам. Од 2018 до оваа година има безмалку поминато 2 години. Зошто не направивте ништо 2 години, 3 години ретроспективно по вашите датуми за да го решите овој проблем? Пак ќе кажам, ќе се борам за оваа општина многу. Заради тоа што верувам дека на крајот денот како за изборната единица сум избран и од граѓаните, тоест ние сме избрани од граѓаните на нашите матични општини. И ќе ви аргументирам, и ќе ве соочувам со вистината и со тезите, се дека го користите тоа што направивте вие, ние во овие 3 години ќе ги решиме сите проблеми. За кратко време ќе дојде уште едно изборно соочување, па граѓаните исто како изминативе 3 години ќе кажат кој направил и што направил. Од оваа говорница вие можете да ги убедувате колегите или тие што не живеат во нашата општина во што сакате. Ама на крајот од денот, кога ќе се затвори оваа врата од ова собрание од надвор, и јас и вие, тоест вие не, јас ќе се вратам во општината Ѓорче Петров и ќе поразговарам со тие граѓани. А бидете свесни дека математиката е екзактна наука и бројките си го кажуваат расположението на граѓаните во нашата општина. Така да смогнеме сили заеднички да го надминеме овој проблем кој што ќе го имаме, а не тука да се надмудруваме преку тоа што ќе ви стигнуваат одредени пораки, што да ми кажете имаме уште неколку амандмани кои што се содржани неколку проекти, така да се надевам дека барем за еден сите тројца пратеници од Ѓорче Петров помеѓу овие 120 ќе постигне модерен компромис и да ја содржани неколку проекти, така да се надевам дека барем за еден сите тројца пратеници од Ѓорче Петров помеѓу овие 120 ќе постигне модерен компромис и да ја притиснеме централната власт да реализира нешто за доброто на граѓаните на нашата општина. Ви благодарам.